Прегледачи, тука е Тина и јас. И некако понеделнички сме вака порасположени, почна работната недела и сето тоа и затоа одлучивме Тина за што да збориме денеска? Па апсолутно со вас ќе зборуваме за вчерашната победа. Најверојатно Тео јас и ти кога сме во дрес носиме среќа. Така и ќе продолжиме. И ќе продолжиме. Секако ве очекуваме да ни се јавите на 023076677 и да проговориме за вчерашниот надпревар. Кои ви беа најкруцијални моменти, што ќе издвоите, што ви се допадна, се разбира резултатот, а и пласманот на нашата земја на светското првенство. Така, но не оставаме само на тоа, нормално и на нашиот Инстаграм профил, Црвена линија, нормално и Телма телевизија, поставивме наше анкетно прашање кое гласи: треба ли Кире, Филип и Столе да се збогуваат со играње пред или по светското првенство? Тие се две опции: пред светско, по светско првенство. Нормално вие гласате за пред или по, според вие како што мислите. После рекламите ние ќе ги објавиме крајните резултати. Нормално од кога ќе се јавите на телефонскиот број 02 307 6677. Очекуваме и за нашето анкетно прашање да ни кажете, да дискутираме околу тоа. Дали мислите дека ни се потребни за светското првенство? Така, сега наред сте вие, значи на 02 307 6677. Ве очекуваме да се јавите и секако да ни откриете прво и како го изгледавте надпреварот, дали бевте на лице место, бевте дел од навивачката публика или можеби во друштво на своите најблиски. Очекуваме да зборуваме со вас за победата, а во меѓувреме ќе ве потсетиме и секако што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. Реален ли е европскиот пат полн со уцени од големо бугарската политика кон Македонија? Каде е пресвртната точка да се каже доста е? Вечерва во топ тема дебата со Малинка Ристевска-Јорданова и Ненад Марковиќ. Гледајте топ тема со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Така, тоа е што вечерва не смеете да пропуштите, а сега што сите ние не смееме да пропуштиме и предлагам да видиме како изгледаше славењето на нашите ракоментари по победата. За кого? За Македонија! За кого? За Македонија! За кого? За Како што рековме во петокот, со Зиге Зага продолжуваме и денес. Во тој дух и го вклучуваме првиот гледач во Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Како сте? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас! Јас сум тој некој што ви зборуваше како бивши спортиста дека Македонија ќе се квалификува на светско првенство. Така е. Каде го гледавте на преварот? Дека Македонија по 8 пат ќе биде на надпреварот во светот. И тоа е една голема радост за цела Македонија, поготово искрено да ви кажам, гледајте ги момчината наши како летаат со нашите големи стручњаци Кирил Лазаров, Стојков и така натаму. Сега да ви кажам дека искрено да ви кажам, и мене падна така емотивно кога се расплака Кире Лазаров затоа што заменува Стоилов и другиот што беше со него заедно, али големата радост на Македонија ја донесо и докажа дека Македонија се носи со сите спортови, како во кошарка, така во одбојка, така во раковет и во фудбал. Така да Македонија е една средна земја што има такви добри спортисти што ја хранат Македонија со спортот и за Македонија 10 плюс. Ви благодарам многу. Благодарам на вас. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Так. И добро што напоменавте сега и ви за целата јавност ке го издвоиме оној момент кога селекторот Кире Лазаров беше емотивен, логично, тоа се не само колеги, туку и големи пријатели со кои што има долга спортска историја. Еве како изгледаше неговиот емотивен говор. Имавме еден период прво по време кај што можевме и моравме да се одлепиме, меѓутоа
на тоа ќе работиме. Значи на таа самодоверба, на таа брзоплетост, тој притисок што го имавме овие 7.000 кај што сакавме да згазиме, а брзавме многу. И мислам дека заслужено победивме, иако беше многу тешко, истрепевме до последна секунда. Искрено да ви кажам, немам среќен сум, меѓутоа испразнет ради овие двајца ликови овде и жал ми е, ставно ми е жал самив што ќе се откажат и што не ми е потребен. Меѓутоа, ја почитувам неговата одлука и нема да биде лесно без нив, меѓутоа. Капа долу. Ете, тоа беше емотивната изјава на Кире Лазаров и нормално, логично, а сега е време, Тео, за... Така, покрај ова интервју, односно изјава што видовме од Кире Лазаров, мислам дека е пак убаво да се потсетиме нашата анкета и која гласи: треба ли Кире, Филип и Столе да се збогуваат со играње пред или по светското првенство? Нормално, покрај што ни е на Инстаграм анкетава, на Инстаграм профилот Црвена линија, ни очекуваме и во емисија денес сега на телефонски број 02-307-6677, која ќе ни савете да подискутираме околу ова. Така, веќе ни јавија дека имаме гледач на 02-307-6677 и големо добар ден победничко за нашиот нов гледач. Ајде, добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Одлично ве слушаме. Ева, кажете ни каде го гледавте надпреварот, какви се вашите емоции? Како го доживеавте? Дали се слушаме? Секако златното правило? Намалете го ќе тонот. подсетиме, да, тоа мора да подсетуваме. Намалете го секогаш тонот на ТВ приемникот. Зборувајте со нас преку слушалка за подобро да се слушнеме. Овој гледач не исчезна, но веќе ни јавуваат за следен гледач. Ќе пробам повторно. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, секој е добро. Јас сум Лида Лидија. Вие сте? Вие сте. Добар ден, убав ден. Благодарам, мислам вас. Најубав ден. За жал не гледав преварот, иако долги години работев во обложувалница. Добро. Се и се што имам гледано и добри и лоши работи. Алал нека му е. Честитки многу. Само напред да идеш да слушнеме и ние убаво во Македонија. Една убава вест, доста ни беа оние проблеми ова она. Нека се радуваат тие што игра највише таму и Македонија нека се радува. Све честитки, све најдобро и све напред да води Македонија да слушаме баре по една убава вест секој ден ваква. Нормално. Секој ден за победи да зборуваме. Така и веде. Така. Да Бидете им поздравени, нека има место за другите луѓе. Поздрав, чао. Голем поздрав и до вас и секако големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме да зборуваме со вас и на телефона, се разбира, и продолжете да коментирате на Facebook страна. Нормално, затоа се со гледач. Добар ден. Ајде ти. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добро, сега... Повторно ќе пробате. Така, ќе има повеќе среќа, се разбира, линиите се отворени. Оно со што продолжуваме е нашиот денешен гостен. Рековме и ветивме во петокот, доколку има победа, повторно ќе го вклучиме Наумче Мојсовски. И дали веќе го имаме? Добар ден. Добар ден, дали се слуша? Одлично се гледаме. Во петокот зборувавме повеќе во духот на прогноза, ама сега зборуваме за победа и мора да признаеме дека ракометарите ни го исполнија сонот за пласма на светско. Можеби оно што не ни успеа со фудбалот, сега ни успеа со ракометот. Какви се вашите впечатоци по оно што го видовте вчера на теренот? Прво да кажам вашите гледачи и поздрав до моите бивши колеги, сегашни. Честа и задоволство да се мои што ќе направи заврши како што треба по тежок напред, како што спомнав, знаев дека нема да биде лесно, нели прогнозирав по мои претпоставки дека ќе биде 2 до 3 разлика и тоа и се оствари. А на крај се гледа пласманот, Македонија е на големо светско надпреварување, најважно е континуитетот кој го имаме уназад, мислам дека 10 години. Најважно за тие деца, за тие млади спортисти да
да напредуваат и имаат големи надпревари на големи надпревари. Ние тоа го немавме, сами се изборивме, сега со помош на нашите ветерани, Кире, Боркос, Кире, Меркуловски и Столе, направивме одличен резултат. Знаеме, имаше најави дека Меркуловски ќе се откаже, тоа го направи. Столе го спомна тоа, мислам дека ќе има уште некој си надпревар квалификационен кој ќе го направи тоа таму, а Кире веќе знаеме и повреди носи со себе, така да се надевам дека после тоа светско првенство ќе се откаже. Така, малце се слуша вие заситнат гласот да не од вчера најувањето, дали бевте на надпревара, дали го гледавте? Да, бев и секако дека како што спомнав и во првиот разговор, потешко е од трибини да се гледа полесно на теренот, тоа нели се исклучуваш и се остав за себе, ама на самите трибини е многу потешко за публиката. Знаеме, Македонија секој трилер меч го завршува баш вака и во позитивна насока, така да нека ни се губат само гласовите, а ние сме тука да навиваме за овие. Па и вака Твитер заедницата забележавме дека гордо го коментира спектакуларниот гол на Талевски, забележавме дека сте зарепнат. Сега, кои моменти, ситуации на кои бевте вие лично најгласен, најстресни за вас, најрадосен? Што би издвоил? Све е поврзано тука, али секако најмногу се од спортски аспект, јас кај што гледам, дефинитивно нас ни беа клучни двата зицери, или едниот контра, другиот исто као полу контра Митрески кој ги одбрани. Тие беа двата на еден гол разлика, така да мислам дека можеше да оди во друг терк. Едната одбрани, другата го погоди нели во глава, али исто одбрана и тоа, така да мислам дека тука видов дека стреката ги прати храбрите и дека Македонија ќе оди понатака и ќе се радуваме на уште големи надпреварувања. Така и сега нормално победивме и имаше доста славење, се надам дека имаше. Сега вие дали заглавивте до сите рани часови од славењето? Па раните присуствував на забавата, бев со моите колеги, бев со моите другари до кај 12 и пол. Касно излегоа ти од сала, бевме да прославиме и победата и секако последниот надпревар на Меркуловски, ние сме колеги, бевме колеги 15 години, игравме заедно во сите добри и лоши надпревари бевме заедно, така да секако честа и задоволството е моје да присуствувам на такви дружења, такви прослави кои заврши со хепи енд, со среќен крај за нас. Така. Црвена линија продолжува да навива за победи во спортот. Еве сега се надеваме дека наскоро повторно со вас ќе зборуваме и повторно ќе прогнозираме и ќе оствариме победа. Благодарам многу што одвоивте од вашето време. Погрижете се за гласот и проследете Црвена линија до крај. И благодарам и на вас и ова ќе стане пак, тоа е пласман и победа да се слушаме. Благодарам многу. Поздрав. А сега е време на вас, драги наши. Еве, конечно темата ни е врзана за спорт, за победа, за голема радост. Да се релаксираме. Така, бајде да ве слушаме како вие го проследивте надпреварот. Вие што ќе издвоите, кои ви биле најдраматични моменти? Добар ден. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. На светско првенство по 8 пат. Така е. Така е. Јас се јавих пред неколку дена и реков дека ќе победиме со 3, иако во своето излагање реков ќе бидем мало скептик, бидејќи малку бе разошарен, едно разлика бевме на крај, сепак нерешено и тоа мало тоа беше поголем мотив да останат ракометарите во едно живо да допре и до нив гласот на нас обичните гледачи, зашто ние ја сакаме Македонија. Па видите како е да се една мала земја како што е Македонија на спортски план ни приведе и фудбалерите, а сега и ракометарите. Па јас како водители би ве замолил и вие вака да станете со дрсовите, за да имаме успехи во други сфери на македонскиот живот, нели? Така да. Ќе продолжиме да бидеме навивачки расположени за сите сфери во
Така е. Македонија. Така е. Кажете ми, еве, Нашето на анкетно нашето прашање. анкетно прашање, Тео е Да. подготвен да ве праша, кој е вашиот став? Така, треба ли Кире, Филип и Столе да се збогуваат со играње пред или по светското првенство? Еве според вас. Мислам дека треба да се видите вака сега. Иако телото како тело не одговара веќе на... Меѓутоа, ја мислам дека можат уште една година да издржат. Уште едно. Потребни се на Македонија, бидејќи и Кире како Кире, железниот Кире, го фати емоција, бидејќи во неговата агенда и Стоилов се уште е тој кој што треба да игра. Значи, по светското првенство треба да се збогуваат. Така, значи по светското уште една година минимум, да. Благодарам и вам што се вклучивте во ова победничко издание на Црвена линија. Така, сега идеме со наш нареден гледач. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро, вие како сте? Одлично, кога победнички. зборуваме за победа на нашата земја, секогаш добро. Каде го гледавте надпреварот, еве? Колку бев весела, цела фамилија надбивавме бурно све. Последниот гол беше фантастичен, нешто невидено. Да, некои би рекле се спасивме. Не можев да се уклучам да го прашам наумче, пошто обеќава дека ќе им дадат, ако победат, дека ќе им дадат 50.000 евра. Дали ќе останат на тоа? Па веруваме дека тоа така би бил. Ке Да, има ќе има изјава, изјава ќе сигурно. го знаеме ние Така беше Црвена кажано, линија. премија. Ако нема, ќе зборуваме и за тоа. А еве на анкетното баш би така. прашање, дали сметате дека сепак треба да останат уште Да, во наредниот Кире, период? Филип и Столе. Да, јас сакам да останат. Сакам да останат. Да Веру- докажеме со нив, Да. а после како ќе им даде Господ. Така, верувате дека ни се потребни за на светското првенство? Да, и за многу. Столе, Миркуловски, па тоа е лига. Класа од човек, да. Да. Нека им е со среќа победата и сакам све најубаво да поминува во тамо кај што ќе играат. Ние сме иначе фамилија што навиваме и што сме никогаш бивши ракометари, затоа сме среќни на секоја победа на нас. Така. Благодарам, оставете во навивачки дух и оставете со Црвена линија. Така, сега нормално не го очекуваме само на телефонски број 02 307 6677, веќе чекуваме нашите социјални мрежи, Instagram, Facebook и Twitter, а сега видиме коментар на Facebook на тема на денот од Игор. Здраво! Јас вчерашен напревар го доживеав со позитивни емоции и успех што по 8 пат одиме на светско. Не се ни сомнеа во победата. Покажавме дека имаме квалитет и треба да се гордееме. А и се гордееме со нашите момци и секој е браво. И само успеси да покажуваме и понатаму во секој поле од спортот и се знае, Македонија има квалитет и уште еднаш браво до нашите ракометари и сме горди со вас. Продолжуваме со вас. Вилиме добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој е добро. Благодарам ти на Тео, ве поздравувам. Голем поздрав. Тео, неќе во петокот зборувавме, Тео ме праша дали ќе победиме, му кажа дека ќе победи. Нормално. 100% сум сигурен дека ќе Нормално. победиме. Да, и да им ја сестам победата нашите момчиња, дека им се сеќа да се подготват добро за светско првенство. Не сме случајно таму 6 пат поред 8 пати до сега. Мене ќе ми биде чудно Македонија без Столе, да ти кажам и без Филип. Кире најави може би дека ќе игра се уште една година може би. Да, ја би сакал да игра и повеќе, ама неговата сила дали ќе му го дозволи тоа, ама јас сум нашите момци, ја очекувам имам нови момчиња што играат супер, еве си некој видовме, Јагодиновски играше одлично. Да, одличен беше вчера, да, може да кажем. Одличен беше, дури решавачки голови некој даде. Да. Имаме тука Цветан Кузмановски, Филип Кузмановски, изводениот Филип Талевски, Филип кој крена нивото многу високо, значи одличен. Да, него многу го критикуваат, но вчера клас играч, веќе многу се критикувам. покажа. Па да, сега Тео секогаш не може човек да игра на толку високо нема, ама Филип последно време Не, одличен е. Колку сака не го критикуваат, стварно одличен дечкото. Одличен, да. Толку голови им дадем на романците, на чесите и таму и тука, значи феноменален. И сега околу анкетата сакаме да ве прашаме, сметате ли дека сепак треба да останат Кире, до Филип крај и Да, Столе. поддршка? ја би сакал да ти кажам, значи Филип Миркуловски и Столе се генијалци, значи луѓе што дадоа многу деца се у репрезентација, младинска репрезентација беа на Македонија и сега во А селекција. Ама тоа е нивна одлука, треба да ја почитуваме, ако веќе решија да не играат. Така, Значи да. дадоа многу за Македонија, ги поздравам ако ме гледаат, сите момци ги поздравам, ние сме со нив секогаш македонци.
Благодарам што и во овој победнички понеделник се јавивте и прогнозиравте за победа. Зато убаво да зборуваме со вас, драги наши. Понекогаш оно што ќе го кажете на вистина се исполнува. Така, идеме сега со наш нареден гледач да ве слушнеме вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ние ве слушаме, дали не слушате, црвена линија? Намалете го тонот на ТВ приемникот, телевизорот. Одлично, дали се слушаме? Така зборуваме за ракометари. Одлично. Да. Ајде, Само бе. напред за ракометарите и како се вика девојчето во емисија? Јас, Тина. Да. Многу сте убава и многу ми се бендисате, ми се свиѓате. Благодарам. Ама е А што пријатно. најмногу ви се допадна од Аби, надпревар? се да ти кажам право. Нашите се одлични, да. И сметате ли дека треба да заминат од репрезентација? уште 2 години, уште 2 години. Уште 2 години. Да. По светското првенство да го изгура да си тепаме. Може Ама да го земиме светското првенство, да победиме финале и да земиме трофеи. Па јас верувам, зашто не? Јас искрено верувам дека може далеко стигнеме. Стварно сме квалитетни. Квалитетни сме, да. Имаме и Кирил Лазаров мислам сега супер и така. Фала ви, многу пријатно. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Сега да видиме како коментираше твит заедницата. Така е, да видиме неколку објави од Твитер. Одиме со првиот. За ракомет сме многу јаки. Многу нормално. Ете така, македонското знаме се гледа многу бо. Идеме следна. Абе си газиме ракомет. Пак, многу нормално е ка си газиме. Идеме уште една објава. Македонски ракомет секогаш е прославен со неколку мини срцеви удари. Идемо далje. Па тоа вистина ти кажам, да, ма сепак вчера доминиравме и можда имаше такви мали пропусти, но пак покажавме Па класа. добро, посладка и победата нормално кога веќе од стартот знаеш дека одиш напред, можеш и да се опуштиш вака, интересно и за гледачите. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар Вие сте ден. во црвена линија? Дали сум ја на линија? Вие Апсолутно сте? да, повелете. На црвена линија, така. Така, така. На црвена линија. Прво поздрав до вас. Голем Благодарам. поздрав и до И вас. потоа голем поздрав до ракометарите. И ќе ви кажам, нерадо ги поздравувам ракометарите затоа што досадни се. 8 пати одиме на светско првенство. Ама многу убаво се досадни, така да продолжат да ни досаѓаат. Јас би предложил оваа победа да е подарат на бугарите. И да дозволат бугарите додат наместо наша репрезентација. Зошто? Не заслужиле. Па нели српски народ сме? Малку да се нашалиме. Ако да се насмееме. Дозволено. Јас мислам дека кога би биле политичари вака како нашиве спортисти, не знам каде би бил крајот. Да ве поздравам и да ви посакам убав ден. Благодарам. Благодарам што се вклучивте и вам. Те одиме со уште еден гледач. Нормално. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Сепак златното правило. Добра, ајде да се прочитаме, ние коментирате и на Facebook црвена линија, во меѓувреме ако го добиеме гледачот, ќе го вклучиме Нормално. веднаш. Читаме коментар од Иван на Facebook во тема на денот. Ја сакам да играат во Катовајс, тоа е Полска. И сакаме втората во Малмо. Поздрав, голем поздрав Иван. А сега одиме со гледачот кој што очекувам да му го слушаме гласот. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас и Тео знам дека сме досадни малку кога велиме намалете го тонот на ТВ приемникот, ама тоа мора да се случи за подобро да не слушате нас. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Ајдете од трета среќа, ако не одиме веднаш на коментар. Добар ден, дали се слушаме? Нормално намалете го тонот на ТВ приемникот. Одиме сега, пред кога ги скоментиравме фантастичниот гол на Талевски, па зошто да не го видиме, дека стварно вреди да се види. Одиме вака заедно, так, да се видите вие. Одиме. Еве, ова беше можеби поприлично коментирано на Твитер, ама сега кој е одличен гол. Да, уште еднаш ќе се види снимката. Значи шутот, кршење зглобот, свака част.
Еве, примети тука. Влагање човека, пап, зглобот гол. Значи прекрасен гол, јас само тоа го кажам. Тоа го кажам. Ова е убаво да се гледа вака и на репете и се враќа Да. истата енергија од вчера кога следевме и нормално Пак да го видиме. Одличен. Одличен, така. Ќе Одлично. бидеме досадни со онака ќе досадуваме постојано со голот. Ќе го ставиме на репит на повторување. А секако на 02307667 ве очекуваме денес да проговориме токму со вас, со сите вас кои што го следевте надпреварот. Еве ако има некој кој што е денес со зарепнат глас и гледал од сала директно Борис Трајковски, бил меѓу 7000 навивачи, очекуваме да ни се јави и таков гледаш. Добар ден. Добар ден. Црвена Ало, добар линија. ден. Добар ден. Како сте? Јас светското првенство го рачувам како победа, како среќа за Македонија што победите, многу ми е кеф. Успех на сите нас. Многу ми е радост, многу сум радосен, многу сум весел. Многу играчите убаво ги следев уште од порано, а играм и ракомет. Во стих наумо, во Битола бев повикан како во Европско првенство и победив. Во ракомет дадов 10 на 12 гола. Исто така со ракометар, 52 годишен човек. Ми почина, мајка ми, татко ми, сам ми оживеам, но живеам, сепак живо живеам, работам и многу поздрав, многу среќа на Македонија до следното игре. Така. Фала пријатно. Еве, благодарам што се вклучивте во црвена линија, а секако следниот гледач задолжително ќе почнеме со прашањето кое што ни е објавено и на анкетата. Добар ден. Добар ден, црвена линија. А че јас ќе бидам исклучен? Не, вие ќе бидете вклучени, ве слушаме, црвена линија. Дали не слушате? Вклучени сте. Слушам ово. Одлично. Да ве слушаме? Повелете. Ало? Да Да, да ве слушаме. слушаме. Мора да притаме и сварат. Браво за дечките, супер. Така. Така, ама сега едно контрапрашање, може? Ајде. Може, Ако не повелете. дај Боже, изгубя. Ако не дај Боже, изгубя. Добро. Ако не дај Боже, изгубя. Дали ќе беа губитници? Не. Не. Барем за мене не, искрено. Ајде прочитате ги порталите. Па знаете како секој си коментира ново, спортот е дозволена и никогаш не се губи губењето и лекција, може би да бидат подобри Ама следниот не, пат. ги критикуваат нашите деца, нарочито талески. Талески е супер дете, супер играч. Да, ја мислам дека и последниве години тоа го докажа, квалитетот си го покажа. Козмановски ќе беше крал. Да, ама секогаш има такви што ги критикуваат. Не само во ракомет, и во фудбал, во кошарка, нормално ги има Кога тие. е лошо и кога е добро, сите да сме заедно, а не Така. само кога е добро. Во таа смисла ми е приказката, Да, ништо да. повеќе. Секако. А сега на нашето анкетно прашање, Тео ќе ве праша нешто кое што сакаме да слушаме и ве каков е вашиот став односно Така, тоа. треба ли Кире, Филип и Столја се збогуваат со играње пред или по светското првенство, според вас? Пред, по... Ни се исклучил гледач. Добро. Очекуваме следен гледач. Така, добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, Така, ве Убаво слушаме. ве слушаме. да. Да. Добар ден. Добар ден. Присуствував на преворот вчера. Големи честитки за децава, одигра како што треба. И уште поголеми честитки за Кире Лазаров, за Стоилов и за Миколовски, што им отстапија место на младите. И младите ракометари на Македонија вчера го добија на преварот. И беа стварно игра како што треба и им посакувам се најдобро. Каде го проследивте над преварот, еве? Во салата бев. Во салата. Ајде кажете ни малку за атмосферата, како беше? Што да ви кажа? Значи, 15 минути после надпреварот, никој не си одеше. Пеевме таму, игравме, што да ви кажам, и засипнато ми
Ама убаво е да се засипнато тоа, дозволено е сега. Верувате ми, предобро чувство е. Преубаво, добро. Дали може би продолживте негде, еве, да имате уште трена... Дали продолживте после тоа негде да прославите? Не. Бев со случањата на преворот и они се израдуваа многу и така. Така, тоа се денови, моменти, победи за паметење за цел живот, бидејќи чувството, емоцијата која е особено да се биде на трибините, па уште на твојот тим да победи е нешто што ќе кажам нема цена. Да, ова е интересно што го слушам, бидејќи јас лично не успеав да земам карти да отидам, но некоја критикува атмосферата и публиката, па затоа и тие што биле вчера присутни на преворот, се надам дека ќе савети ќе кажат дали вистина е тоа дека публиката не ја кренала таа атмосфера што била потребна, па сега мислам дека е време да свртиме кон социјалните мрежи, прочитаме еден коментар од Васе. Јас сум задостанат, поред младоста треба искуство. Ете така, нас не треба искуство од гледач кој што може би бил на трибината, може би и не, и кои се впечатоците со кои што ќе се сеќава на вчерашниот надпревар. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден. Слушаме се, да намалете. Намалете го тонот на ТВ приемникот, бидејќи јас се слушам со Тео во просторијата. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. И за нашите спортисти, што постигнаа успех. Тоа вчерашниот успех, ова мисля надпревар, тоа е од срце и волја се играе, не се играе од профит. Не се играе за големи некои, да речеме, и тренери и се. Така имат дух спортска, само да се обезбеди услови, па стимулирање за надпревари, па награди, за да имат уште волја повеќе. Во сите спорти сме ние добри македонци. Значи се гледа на дело, али се гледа по играта и дури Германија победил Кел ракометарите, дури и фудбалерите победил Германија. Така е. Значи, спортот ни е на нас, наши хоби и волја и од срце, и ако да е без пари ќе играеме без никои услови. Значи, надарени сме, така е македонската нација. И во спортот, и духовно, и вернички, и само да скакам да кажам, ги нема многу е се заборавија спортските настани што ги има, спортските сали ги нема на време и тоа многу придонесе малку загуба. Така. Благодарам и вам што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Одиме сега со наш следен гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Ето така. Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Еве, каде го гледавте надпреварот да ни откриете? Јас го гледав, да ви кажам право, имам околу 70 години уште малце, дома и тоа сама. Па не да сум била радосна, поздрав до сите ракометари, до сите, прекрасни беа, супер игра. Али Талевски посебно ми направи мерак со последниот гол што го даде. Сум плачел од мерак и Кире сега кога го слушам, исто, и за да заминат, не сакам да заминат, да останат барем до светско првенство. Така, да ни помогнат. После тоа, нека заминат, али сега не. Так. Поздрав. Голем поздрав, благодарам. Останете ми во добар дух и вакво расположение. А сега во продолжение Тео ќе земеме малку здив со реклами, па се враќаме со Црвена линија. Еве сме назад. Сега нормално посветуваме малце време и на нашите социјални мрежи, односно коментар од Андреј, нормално за темата. Јас мислам дека овие светски ракоментари не треба се збогуваат ни на светското, а ни по светското. Вакви играчи одржуваат нашата репрезентација жива. И сега одма преминуваме на анкетата, односно на резултатите. Треба ли Кире, Филип и Столе да се збогуваат со играње пред или по светското првенство? 21% пред светското првенство, 79% по светското првенство.
А сега време да ве подсетиме дека утре не смете да пропуштите црвена линија, бидејќи ве прашуваме зошто Ванчо Михајлов? Дали требаше да се дозволи бугарскиот клуб во Македонија да го носи неговото име? Така и син со наше анкетно прашање, дали бугарите сами се пукаа во нога? Да, не. Бидете со нас, црвена линија, утре 16 часот и 15 минути. Чао, чао. Довидување. Чао, чао.